Борисов ја бакна раката на митрополитот Струмички владиката Наум и на уште тројца членови на Синодот на Македонската православна црква, Европскиот митрополит господин Пимен, Тетовско-гостиварскиот господин Јосиф и Кумановско-осоговскиот господинот Јосиф. Дали ова би значило дека Бугарската православна црква ќе стане мајка црква на македонската и ќе ја признае нејзината автокефалност? Бугарските медиуми со различни прогнози за тоа каков ќе биде одговорот на Бугарската православна црква. Во поголем дел медиумите пишуваат дека барањето ќе биде одбиено, а решавањето за автокефалноста на МПЦ да оди преку Српската православна црква, а потоа преку Вселенската патриаршија. Но повеќе јавни личности, научници, новинари и историчари во Бугарија ја повикаа Бугарската патриаршија да ја прифати како што велат подадената рака на Македонската архиепископија. Започна и национална петиција за јавна подршка Бугарската православна црква да стане мајка црква на Македонската православна црква. Покрај петицијата е испратено и писмо до бугарскиот патриарх Неофит и до Светиот Синод, а текстот е отворен за подршка од сите што сакаат. Како луѓе кои одамна го следиме развојот на проблемот со македонската црковна независност, исто така сме свесни дека Бугарската патриаршија има своји основи, категорично да ја нагласи историската вистина за потеклото на Македонската православна црква Охридска архиепископија, како и за незиното екзархиско наследство. Без подвигот на нашите предци, вклучувајќи ги од Вардарска и Беломорска Македонија, кои постигнаа црковна независност за поголемиот дел од православните бугари на Балканот во 19 век, денес не би постоеле ниту Бугарската патриаршија, ниту Македонската архиепископија, која се јавува наследник на македонските епархии на Бугарската екзархија. Сепак остануваат уште 4 дена до официјалниот одговор за тоа дали Бугарската православна црква ќе стане мајка црква на Македонската православна црква. Синодот на Бугарската православна црква за ова ќе расправа на 27 ноември месецов.